Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добар ден, вие сте на брановите на Радио Слободна Македонија, радиото во боја, а ова е најновото издание на Умствена гимнастика. Моето име е Христина Рунчева-Тасев и во наредните 60 на минути, заедно со мојата и ваша гостин и соговорник, ќе отвориме една тема која што може би на самиот почеток и не звучи толку позитивно и атрактивно, меѓутоа е една тема со која што навистина се соочуваат современите општества и тоа во многу различни сфери. Имено со нашиот денешен соговорник Татјана Стојановска-Иванова, доктор по социолошки науки и доцент на Институтот по социологија на Филозофскиот факултет во Скопје, ќе зборуваме за насилството како социолошки проблем, пред се неговата се присутност во различни области од современото живење и институционалните капацитети да се справиме со овој сериозен проблем. Татјана, добар ден и добре ни дојдовте во денешното издание на Умствена гимнастика. Добар ден и поздрав до гледачите на Радио Слободна Македонија. Како што напоменавте, може би темата не е позитивна, меѓутоа сепак е присутна и е дел од нашето совремие и кога станува збор за одреден тип на девијација е убаво да се проговори, бидејќи говорејќи за вакви проблеми, всушност ние придонесуваме на некој начин и за превенција и сузбивање на овој тип на девијации. Апсолутно. Колку и да не звучи позитивно, во секој случај еден проблем со кој што нашето општество се соочува и се соочува во различни сфери. Затоа ја спомнав се присутноста на насилството, меѓутоа и неопходноста од институционални механизми за на некој начин потиснување, бидејќи не би можело во целост да се искорени, верувам, иако потребни се сериозни обиди во поглед на тоа како да се сузбие самата појава на насилството. Неговата се присутност ја наоѓаме во многу различни сфери. Насилство имаме во семејството, насилство во образованието, во спортот, нови облици на насилство, значи како што е сајбер насилството, на работното место, значи ако започнеме да зборуваме за присуството на насилството, верувам дека ќе заклучиме дека е сериозен општествен проблем. Така, како што напоменавте, се присутно е насилството, односно, како што обично социолозите ние велиме, нема одредена општествена сфера каде што не го сретнуваме насилството. Не секогаш станува збор нели за физичко насилство, бидејќи обично кога ќе се спомене поимот насилство, знаете, има една паралела обично кај слушателот, кај гледачот, дека станува збор кај перцепција од страна на луѓето, дека станува збор секогаш за физичко насилство и така како е се присутно психичкото насилство, емоционалното насилство, кој што на суптилен начин се дел од човековиот живот, но некогаш не толку испливуваат, се експонираат на површина и затоа можеби не ги перцепираме, но и како може да доведат до последици. А како што споменавте, значи нема општествена сфера која што не е допрена од насилството. Оние, да речам, стандардни облици на насилство се насилство во образованието, насилство за време на слободното време, да земеме на младите, насилство на автобуските постојки ние имаме. Имаме насилство во спортот. Оно што исто така денеска посебно актуелно е семејното насилство, но и современи облици на насилство кои што, искрено да кажам, американските социолози доста ги проучуваат и кај нив тоа е поекспонирано, тоа е насилство во рамките на социјалните мрежи и сајбер насилството, кое што од друга страна иницира и друг тип на одредени девијации, како што да речеме е педофилијата, но за тоа ќе зборуваме посебно нели за секој облик на насилство и велам често пати се поставува прашањето дали имаме потреба до тој степен да се проучува и да се крене на еден вид на морална паника, значи насилството, во смисла да представува значаен, сериозен општествен проблем, но некогаш нели не третирајќи го ние буквално ставаме тој проблем под тепих. Но знаете што, ајде пластично ќе се изразам, ако сите ние проблемите ги ставаме под тепих, кога ќе се насоберат тие проблеми, тогаш може наеднаш да експлодира. Имавме такви случаи, да речеме, пред
неколку години. Ке споменеме, например, дека 2011 година е година која кулминираше насилството во образованието. И зошто е добро овие проблеми да се експлицираат, зошто е добро да се проговори јавно и да се, бидејќи на тој начин ние ги креваме на едно повисоко ниво на социолошки проблем, на општествен феномен кој што и како треба да се истражува и ги бараме основните причини, значи кои се главните причини за појавата, правиме одредени истражувања, не мора да се лонгитудинални студии, некогаш може да се студии кои што пилот истражувања, кои што ќе ни ги дадат основните причини, потоа, нели, кога ги барате соодветните механизми како да се превенира, како што споменавте, ниедно насилство, ниту друг тип на девијација не може да се искорени. Мислам, не постои општество без оглед на степенот на негова развиеност, каде што велиме дека нема насилство. Меѓутоа, поентата е да се доведе до едно, ајде да кажам, неразумно ниво, меѓутоа се доведе до едно ниво на ниска граница на тоа насилство. Затоа е поентата, не може потполно да се сузбие, но може да се превенира. И токму ги бараме тие механизми за превенција. Но не смееме да ги игнорираме и индивидуалните случаи, затоа што од една страна потребно е умерено, јас би рекла, да се информира, за да не се создава соодветна паника во медиумите преку информирање за поедини случаи на насилство, како закана со, да речеме, етнички предзнак за појава на посериозни општествени процеси, нивно поврзување со политичките елити, што натаму може да рефлектира на вистина сериозни општествени проблеми. Но индивидуалните случаи не смее да се занемарат и да се третираат институционално, затоа што понекогаш може да доведат до ефект кој што понатаму би значил повторување, бумеранг ефект и проширување на таквите случаи. Тук мога што споменавте, значи не треба да се занемари, но не треба ни премногу да се експлицира во смисла можеби некој индивидуален случај, па знаете од тоа да се направи медиумски бомбастично да се прикаже, затоа што и тоа ќе ви го кажат и социолошките и психолошки поготово анализи дека ако вие нешто одреден тип на девијација, вклучувајќи го и насилството, значи во континуитет почнувате бомбастично, бидејќи денеска живееме ние во една на масовните медиуми. Радиото, телевизијата, да не говорам за интернет медиумите, социјалните мрежи се и како многу моќен фактор на социјализација. Имаат многу големо влијание врз луѓето. И сега ако вие го експлицирате, да речеме еден случај, и постојано на тоа му налепувате, како што споменавте, етнички предзнак, политички предзнак, на некој начин вие може да имате обратно пропорционален ефект. Наместо да стимулирате на некој начин изноѓање и решавање на проблемот, може да стимулирате дополнително насилство и агресија. Бидејќи често пати таа синтагма е позната дека насилството продуцира насилство. Значи, може на некој начин да се охрабри насилникот. Знаете, вие во Европа се познати тие трендови, да речеме, кога е во училиште насилник продуцира насилство и тоа се експлицира до тој степен, а вие не можете да реагирате веднаш, што да речеме некој, нели, соодветни мерки за да го казните, и тогаш се охрабрува другиот дека истото тоа го прави, бидејќи му дават еден вид на погрешен модел на идентификација и имитација. Дори го инспирирате. Го инспирирате, затоа велам. И затоа е тоа насилството може да роди насилство и да имате непосакуван ефект. Затоа се треба, како што споменавте, тоа убаво го соручите, дозирано. Но не треба и да се занемарува проблемот, бидејќи занемарувајќи го ние само како што поминав претходно го тргаме настрана, но не значи дека тој не постои. Ние не можеме да се однесуваме платоновски. Јас не сакам да го гледам и не го гледам тој проблем. Кога тогаш тој се исполи на површина. Така, без идеализација во ниеден случај. Кога би требало да дискутираме за различните видови на насилство, спомнавте семејното насилство можеби како едно од најатрактивните во моментот, најактуелните, се извинувам, проблеми со кои што општеството се соочува. Не помалку значајни се останатите, меѓутоа го истакнавте посебно во вашето излагање семејното насилство. На што се должи тоа? Имате истражувања, имате факти, бројки кои што би сакала да ги споделиме со нашите слушатели. Така, семејното насилство, велам, можеби не најзначено од кој аспект? Од аспект што семејството е примарен фактор на социјализација. Значи,
ние се раѓаме, живееме во семејство, сите оние вредности и норми во текот на нашиот живот ги добиваме во рамките на тоа семејство, значи ние и морално и вредносно се изградуваме и затоа е, јас што велам кога се проучува насилството, поаѓаме од основната клетка од семејството. И она што е специфично, самите истражувања покажуваат одреден благ пораст на семејното насилство. Сега тука има одредена дискрепанција во однос на она како се перцепира и често пати доколку немате детални податоци, и сега знаете ке се експонира медиумски дека преголем пораст на семејното насилство. Имаме пораст, но не е тој во толкава мера, поготово во современото општество. Зошто велам, сите социолошки анализи што покажуваат дека семејно насилство ние имаме и пред 30 години, 40, но има една значајна и битна суштествена разлика. Не се пријавувало од една страна, од друга страна самите вредности се променяти. Значи, ако пред 50 на години во рамките на традиционалното семејство, традиционалното воспитување, на некој начин било и прифатливо да речеме се однесува мажот да биде доминантен, нели тој како се вели патриархализам во рамките на семејството и дека може да се однесува и вербално насилство да продуцира и врз своите деца и врз сопругата. Денеска и дури и физичко насилство имате вие во Западна Македонија, тоа ни го покажувале нашите истражувања, интересно што како начин на вредностна ориентација дека јас сум на некој начин собственост на мажот и знаете тој ако процени дека може би и физички да ме малтретира, тоа е негово право. Од друга страна, жената, знаете, ги немала доволно тие права да ниту била економски зависна и од друга страна традиционализмот во смисла на таа се врати кај родителите исто така било неприфатливо и затоа во тој степен и постоело насилство не се перцепирало како нешто дека е навистина значено. Денеска во совремието имаме економска независност на жената и во ниту еден случај имате случаи каде што буквално таа се одважува да не го трпи тоа. Инаку имате поразителни бројки во однос на семејното насилство, поготово во едно современо, не само македонско општество, јас можам да говорам и со бројки во развиените општества, со тоа што таму има малку поинаква разлика во однос на тоа на извршител на насилството. Да речеме, кај нас имате во проценти, да речеме, на секој од 10 насилници, еден е жена, а 9 се мажи, значи од друга страна оние кои што се жртви на насилство, најголемиот процент се жртви на насилство жени, помалку мажи, и интересни разлики во бројките во однос на типот на насилство, кои што го практицираат жените и кои што го практицираат мажите. Тоа е исто така интересно да се проговори. Да, ќе ви споделиме овие информации, да мора да одиме со еден краток блок на реклами, а веднаш потоа продолжуваме со нашиот разговор во студио. Реклами. Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Радио Слободна Македонија. Умствена гимнастика. Да, се враќаме во студиото. Нашата денешна тема е насилството и неговата се присутност во различни сфери од општественото живење. Заедно со нас на брановите на Радио Слободна Македонија е Татјана Стојановска-Иванова, доктор по социолошки науки и доцент на Институтот по социологија на Филозофскиот факултет. Тања, споменавте дека различен вид на насилство се практицира од страна на мажите и жените, иако мажите рековме дека се во поредок случај жртви на семејното насилство, но оваа појава благодарение на медиумите се повеќе се актуализира и го привлекува вниманието на јавност. За каков тип на насилство зборуваме? Различно, значи, насилство помеѓу мажите и жените и колку може да се забележи охрабрување кај жртвите на семејното насилство во насока на барање на соодветни механизми од државата да се интервенира за нивно
нивни спас, нивна заштита? Првенствено, благодарение на, како што споменавте, експонирањето на овој проблем, се покажува и се охрабруваат и мажите и жените, дека доколку се жртви, тоа полесно да го пријават. Но интересно е што најчесто се сведува на одредено пријавување или барање помош од аспект на оние SOS телефони кои што постојат, во смисла да го пријават насилството, но имате тука мала разлика во однос на охрабрувањето. Значи, ќе сака да поразговарат со стручно лице, со компетентно, кој што нормално им дава совет, но дел од нив понатаму не го продолжуваат оној чекор, да се пријави во соодветна институција тоа насилство. Јас велам, имаме ние написано напредок и тука тоа и би требало да го споменеме, значи веќе се отворени шелтер центри за згрижување на оние кои што се жртви на семејно насилство, но уште доста би требало да речеме да работиме на таа проблематика, бидејќи имаме неколку случаи кои што ги експонираат медиумите во последно време, каде што нема соодветна неправен механизам, меѓутоа на некој начин ослободителност, додека не заврши процесот и понатаму, да речеме, имате неколку случаи, овие сме сведоци и бевме повикани, да речеме, и во Крива Паланка на неколку други места, каде што вели во тој континуитет сум жртва на семејно насилство, жената се преселува кај нејзините родители, но тој се заканува и понатаму, бидејќи се уште не е завршен процесот, вели ниту смеам да излезам, а тоа е, значи, таа била претходно жртва на физичко насилство, сега станува жртва на вербално насилство и постојано кај нејзе, значи, се јавува стресот, стравот, кои што се присутни, се уште повеќе се експлицираат. И затоа велам, треба да се најдат механизми и во потполност да ја заштитите жртвата и во текот на трајањето на самиот процес, додека не се дојде до соодветна крајна солуција. Но и да не се игнорираат заканите претходно, затоа што имавме случаи на убиства на членови на семејствата. Со самоубиства или без самоубиства во текси постапки кои што се водат, абсолютно. Што е навистина алармантен сигнал дека потребно е да се поведе посериозна грижа и ваквата пријава на семејно насилство не смее да се игнорира и да се свати несериозно и од институциите. Апсолутно, затоа велам јас, поготово во центрите за социјални грижи, многу поревносно треба, бидејќи ние на крај едуцираме, обучуваме профили, тие се екипирани, мислам да тука наотворено ќе кажам дека се работи на тоа поле и тука би поздравила од страна и на државата дека работи на поле на екипираност на центрите за социјални грижи, каде што имате покрај социјални работници еден интердисциплинарен тим. И тоа е многу битно во пристапот на третирање на насилството, тој е интердисциплинарен пристап во смисла на социјален работник, психолог, педагог, социолог, кои што треба токму да ги посоветуваат жртвите на семејно насилство и секој од свој аспект, но и сериозно јас што да го погледат проблемот во очи, да ги сватат тие закани, бидејќи во неколку наврати ние имавме, како што споменавте, случаи да убиства и жртви не се само оние, да речам, барачниот другар, туку и членови на поширокото семејство. Имавме пред неколку години исто така закани помеѓу небрачни другари, меѓутоа помеѓу, да речам, момче и девојка, кој што завршуваше и со убиство и потоа со самоубиство. Значи не треба ние да го сватиме тоа, тие закани несериозно. И тука е многу битно тој стручен тим, ја што го споменувам, затоа што тој треба да оцени и да процени кое ниво е сериозна заканата. Затоа што друга страна може да имате често пати, знаете, имаме и такви случаи, сме биле сведоци, каде што имате соодветна закана, но повеќе тоа е вербално искажена закана и тогаш се проценува дека не е нешто сериозно. Затоа велам, тука е улогата на стручните соработници многу значајна. И сега да се навратам во однос на видот на насилство кое што се врши. Најчест вид на насилство кој што ако виновникот, насилникот е маж, а жртвата е жена, најчест тип на насилство е физичкото насилство, значи ја чувствува жената како сопственик и едноставно се сомнева или во нејзината верност или не е задоволен како причини зошто тој извршил физичко насилство. Значи сомневање во верноста или не е задоволен од улогата на жена која што ја игра, а не задоволен од одредени други, да речеме, општествено-економски состојби, па потоа тој ја исполува своето насилство и регресија кон жената. Од друга страна, имате вие често пати да самиот карактер на личност е такво да едноставно насилно реагира.
одреден друг тип на девијации, имате процент значаен на насилници кои што да речеме се корисници на алкохол и други или наркотични средства, други психотропни супстанции и врз основа на тој тип на девијација потоа исполнуваат на насилство и тоа не треба да се занемари, тоа не го покажуваат со нашите истражувања, но најчесто тоа е физичко насилство. Интересно, јас би споминала и би дала еден пластичен пример, би бил интересен за слушателите на Радио Слободна Македонија, навистина тип на насилство кој што го практицираат жените, а мажите се жртви. Тоа вербално и психолошко насилство. Многу интересен случај, бевме еден пример повикани да видиме, вели дојдете да видите, многу интересно да ја видите жртвата и да го видите насилникот. И ние влегуваме во тој центар за социјални грижи и гледаме еден крупен маж од 2 метра, значи крупен, строен, и доаѓа жената, една малечка, и буквално вели, јас помислив првата нели помисла вие дека таа е жртва на семејно насилство. Не, тој беше жртва на семејно насилство, вели, меѓутоа морав да пријавам. Значи, не стануваше збор за физичко, туку за вербално и за психолошко насилство. Во континуитет, вели, не можам да ја слушам, ниту можам да спијам. Таа, вели, зборува, говори 24 часа, постојано префрлувајки ми. Значи, се способноста негова се доведува до прашање, секој тип на способност, дури и машкоста се навредува, неговата способност да заработува, иако тоа е, значи, основните приходи ги носи, вели, меѓутоа, толку многу ја има љубов тој кон жената, што не сака да ја врати, ниту пак сака, да не зборувам за физички да ја измалтретира, но вели, не сум во состојба веќе на вистина тоа да го слушам. И тој ја пријавува за вербално насилство, вербална агресија која што врши. Затоа велам интересен случај, зашто првенствено вие помислувате дека таков строен и ставит маж не би можел, дека тој е тој кој што би извршил насилство, но не беше таков случај. Затоа велам, имате интересни во текот и на овие години сме се соочиле со навистина интересни примери на насилство, но и прикривање на семејно насилство, значи на почетокот да речеме пријавува и кога ќе појдат соодветните кадри, односно од центрите за социјални грижи, кога ќе појдат, потоа се девалвира затоа што повторно испливува на површина на дете да не пукне страм, заради во името на децата, во името на некој повисоко добро, и тогаш се или пак заради љубовта се простува абсолютно. И така натаму, и тоа може да трае во континуитет, но од она што го изложивте досега можам да заклучам дека навистина подеднаква тежина има и физичкото и вербалното, односно психичкото насилство кое што се случува. Па знаете, ќе ве прекинам, само извинете, она што е интересно е што во тие истражувања, во тие отворени прашања кои што ги даваме за да нели добиеме одредени сознанија и со жртвите, но и со насилниците, интересен е фактот што да речеме најчесто жртвата вели, поготово онаа кој што е жртва на вербално насилство, вели, знаете што не би ме болело толку да ми удриш лаканица или да ме потегне за коса или не знам отколку зборовите што ми ги кажуваат, бидејќи вели зборовите цел живот остануваат да печат. Се помнат. Овде одиме со кратка пауза за реклами и музичка пауза, а потоа се враќаме назад во студиото. Бесплатно емитување. Горила продукција ви најавува по 8 години повторно концерт на Владо Јаневски во Скопје, Арена Борис Трајковски, петок 3 април. Радио Слободна Македонија. Национално, модерно, македонско. Радио Слободна Македонија. Не прашувам зошто живеам, тоа што сум тука не е случајно, ја знам, затоа смело сега тргнувам, патувам зад себе, трага оставам. Не вели стој, зашто патот е овој,
сега повод свой. Не се двоумам за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Верувам во себе. Од животот немам стравови, од секогаш биле разочарувања. И време за моите планови да доживеат своји остварувања. Не вели стој, зашто патот е овој, имам сега повод свој. Не се двоумам за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Верувам во себе јас. Не вели стој, зашто патот е овој, имам сега повод свој, свој. Не се двоумам за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Зашто верувам во себе јас. Верувам, не се двоумам за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Зашто верувам во себе јас. И не ми вели стој, и нема неспокој, јас знам. И не ми вели стој, верувам во себе јас. Верувам во себе, 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 верувам во себе Се будиме со утрински благослов. Се пробиваме низ градскиот метеж. Пиеме кафе на пауза. Раскажуваме вистина. Правиме најубава ФМ врела. Дневни настани, радиски колумни, дебати и ноќни сеанси. Заспиваме со македонска музика. Радио Слободна Македонија. Умствена гимнастика. Вие сте на вреновите на Радио Слободна Македонија во следниот блок од нашата умствена гимнастика, заедно со мојата денешна гостинка, соговорник, професор доктор Татјана Стојановска Иванова од Институтот за социологија на Филозофскиот факултет во Скопје. Зборуваме за насилството и неговата присутност во различни сфери. Зборувавме за семејното насилство, но не смееме да игнорираме и присутност на насилството во други области, како што е да речеме спортот, на кој што вие посветивте особено значајно внимание, имајќи предвид дека досега бевте ангажирани на проект кој што токму е поврзан со сферата на насилството во спортот. Што покажаа вашите истражувања од присуството и колку што е досега забележливо може да се види соодветна интервенција во однос на законските текстови во Република Македонија кои што настојуваат да се сузбие ваквиот тип на насилство? Апсолутно, бидејќи ние бевме свидоци години наназад за немили настани во спортот и често пати дури и оние вистински љубители на спортот беа тргнати од трибините и на нивно место хулиганите или насилниците ги заземаа местата.
И токму тоа беше, да речем, иницијална каписла за заедно со колегата Иван Анастасовски од факултетот за физичка култура се посветиме на проблемите со насилството во спортот и токму благодарение на не само интересноста на темата, меѓутоа и проблематиката која што ја работевме, заедно со, всушност не излегува во пресрет и првиот авторитет во државата, нели, председателот на Република Македонија доктор Ѓорги Иванов и американската амбасада да работиме на еден по-детален програм за намалување на насилството и со еден наслов спортот како фактор за толеранција. Многу беше битно да се увидат првенствено она што е најзначајно, кои се главните причинители за насилство и агресија во спортот и потоа да се најдат соодветни мерки за превенирање. И како што споменавте, благодарение, можеби ние направивме таа иницијална каписла, бевме, да речеме, оној лајт мотив за да потоа се превземат на вистина сериозни од страна на соодветните на институциите на системот, да се превземат значајни механизми, интервенции во рамките на законот за насилство и агресија во спортот. И благодарение на тоа, на некој начин сега не можете, знаете како, веднаш да имате некој значајно намалување, но имате веќе соодветен процент на превенирање на насилството токму преку тие законски механизми, затоа што, да бидеме реални, ние не измислуваме топла вода, но европските практики и примери ги на некој начин ги согласуваме со нашата културна средина и наоѓаме соодветни модели. Значи, четврта година така. Законски текстови имаше сериозна реакција, зашто толку ригорозни мерки кон насилството во спортот, особено насилниците за кои што се превземаат и соодветни привремени мерки, значи за безбедност на кои што нема да им биде дозволено да ги следат надпреварите, поврзаност на билетот кој што се издава со бројот на лична карта, односно матичниот број на субјектот кој што го поседува, што значи се заоструваат мерките за да се отстранат насилниците во спортот надвор од спортските терени. Тоа е и поинтата, затоа што знаете како, ако вие сте влюбеник во спортот и навистина спортот е нешто што оплотува, јас велам дека уметнички ќе се изразам, што вдахнувува, што правилно ве на некој начин продонесува за ваша правилна изградба. Сакате да го поминете слободното време гледајќи го вашиот омилен тим, нели? Се чувствуват дури и катарзата како еден психолошки момент се случува на спортот. Значи она катарзично однесување во смисла напнатоста може да ви помине како гледач. Значи уживате во вашиот омилен тим, уживате во вашата репрезентација која ја бодрите и сега со она што не се случуваше во континуитет, да имате прво навреди помеѓу навивачките групи, тоа претежно на етничка основа, навреди кои што дури толку беа вулгарни да едноставно вашиот ум не може да ги прима. Од друга страна тоа физичко насилство. Сега вие одите на надпревар сакајќи да се релаксирате, од друга страна одите под одреден стрес да не се случи некој инцидент и вие да бидете случајно зафатен со тој инцидент. И токму затоа имаше токму така реакции, поготово одредени личности дека премногу се строги тие законски регулативи, но јас секогаш стојам на тоа. Затоа што многу е подобро да се превенира, како се вели да се лечи, отколку да се спречи отколку се лечи. Така да се спречи во смисла на однапред да се знае. Видете во Англија, јас ќе ви кажам пример. Во Англија хулиганите беа дел од тие нивни надпревари, поготово кога станува збор за фудбалот, нели? Најтипичен вид на хулиганство имавме. А сега вие можете да го изгледате било кој надпревар, таму ќе видите на таква фина прекрасна атмосфера со бодрење на тимот, со пеење на песни, со содржини кои што подразбираат на својот тим вие да го поддржите, но без да го навредите другиот. Имате неколку полицајци кои што можеби се неприметни, но затоа имате веднаш кривично гонење на самиот на оној кој што ќе направи насилство. Веднаш истражен судија тука му прави него всушност го осудува. И тогаш ќе се размислите дали вие и вашата карта која што ја купувате со вашиот матичен број, дали ќе ја продадете ако не сте во можност да поидете, затоа што вие сте тој кој што одговара. Всушност нашата и поинтата ни беше уште кај најмалите да ја развиеме таа љубов кон спортот, да им објасниме дека насилството не е
срочен дел од спортот и на оние директни учесници, но и на индиректните оние кои што се влюбеници, и на некој начин и спортските клубови, дури навивачките групи да се едуцираат во духот на спортската култура и спортскиот бонтон. Затоа добивме и поддршка од, како што кажав, председателот на Република Македонија, затоа добивме поддршка од Американската амбасада и ние организиравме посебно во мултиетничките општини децата од основното образование меѓу себе да се дружат во духот на спортот, спортски игри, со тоа што во рамките на почетокот им дававме прашалници дали знаат што е спортски бонтон, дали знаат што е толеранција, во смисла дел од нив се љубители на спортот, тренираат некој колективен спорт, да го запознаат спортски другиот. Тоа е многу битно. Спортски другиот подразбира оној кој што е по етничко основа различно од тебе, оној кој што е по верска основа различно од тебе, и многу интересни пратоци се добивме. На почетокот од самото истражување, дека тој вели тој е, да речеме, не знам, албанец, или тој е муслиман, или тој е македонец, јас не знам како ќе играм. Ние намерно ги мешавме во тимови, за да го развија тој колективен дух и да го сватат надпреварувачкиот карактер и да разберат дека тој што игра со тебе, не е битно кој е, спортски друг, поинаков, различен. Битно е дека вие во тој момент сте дел од еден ист тим. И поентата е да сватите дека заедништвото или колективитетот во спортот е многу битен и тие колективни вредности да ги надградувате. И податоците од почетокот, вели, јас непознавањето имаше скепса во однос на тие мешани тимови, за на крај децата, поготово тој се период кога почнува адолесценција, нели, сватат и увидат дека да, ние сме дел од ист тим. Потоа, кога го гледате авторитетот на државата, како тој со нив игра, може да замислите што значи за едно дете председателот да со нив да спортува или да ги гледа и да слушаат предавања од нели еминентни личности, потоа им давате модели во смисла на познати и признати спортисти, да речеме, кошаркарите боцевски беа дел од тимот кој што доаѓаше со нас, кој што се изградиле постигнали резултати, а немаат никакво петно зад нив. И навистина резултатите на крај кои што ги објавивме ние во неколку книги покажуваат дека децата веќе имаат изградено вредносен систем во однос на спортскиот бонтон. И тие исти генерации кои што подоцна ќе дојдат многу малку, или јас не можам да кажам со сигурност 100%, меѓутоа огромен процент од нив никогаш нема да посегнат по насилство и вербална агресија во текот на спортски надпревар. Мислам дека ова е директно поврзано и со говорот на омраза. Насилството, ако зборуваме веќе за физичко вербално насилство, говорот на омраза би можеле да го сместиме некаде во вербално насилство. Несомнено на навивачките терени, на спортските терени, на навивачките трибини најмногу се слуша говорот на омраза. Еклатантен пример, да. Меѓутоа преку ваквиот модел верувам дека добро сте ги таргетирале оние групи на млади генерации кои што доаѓаат и кои што ќе може да не гледаат со предрасуди кон поразличните во наводници од нив. Овде ќе направиме една кратка музичка пауза и се враќаме во последниот блок од нашиот разговор, во кој што неизбежно ќе проговориме за она што значи мобинг, односно насилство на работното место. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: Ти кажувам, Керко, сети се СНАО, джихадисти на јужната граница. Дупка во статутот на СДСМ, само со криза до виза за власт. Белград, Софија и Атина на нозе, пријателство или соседски стапици. Никој од цвиркачите не се спасил. Тие што илегално прислушувале нема да куртулат. Индустријски пораст и нови вработувања. Странците не направија регионални лидери. Со секојдневни нови информации читајте не на republika.mk. Новиот број е во продажба од 13 март. Универзитет за туризам и менеджмент Скопје. Едноставно најдобри. www.utms.edu.mk. Радио Слободна Македонија. Ширам раце да те прегрнам, да те впишувам за цели гради, очи полни бои даруваш, да те имам ескапот се да животот не убав, животот не се
Умствена гимнастика. Во последниот блок од нашата денешна умствена гимнастика, заедно со мојата соговорничка, доцент доктор Татјана Стојановска Иванова на Институтот по социолошки науки, зборуваме за насилството, а особено би сакале во овој последен блок да го таргетираме насилството на работното место или попознато како мобинг. Мобингот пред неколку години беше официјално признат и санкциониран во рамките на домашната легислатива. Меѓутоа, постои еден сериозен проблем, а тоа е докажувањето на мобингот. Иако неговата се присутност не можеме да ја негираме, тешко ја докажуваме. Колку се соочувате со ваквиот проблем и дали сте работеле на истражувања поврзани со мобингот и во каков тип на компании се јавува мобингот? Дали може да дефинираме? Значи, дали се тоа повеќе државните институции, приватните компании? Може ли да направиме некаква дистинкција? Апсолутно, значи еден од видовите на насилство кој што посебно во последно време е доста актуелен, како што споменавте, е мобингот, посебно на работното место, нели? Интересно е што досега во Македонија мислам дека нема ниту еден случај кој што е добиен за мобинг. И тоа ви е една од, како да кажам, механизмите, индикатор да видите дека навистина немате вие решен случај. Имате посебно, нели, во легислативата, благодарение сепак и на, да речам, лоби групите и во рамките на парламентот, нели, за да се изгласа, да се донесе соодветен закон, но немаме ние ниту еден решен случај, затоа што ако некој насилство натешко се докажува, тоа е мобингот, затоа што тука директно имате да речам индикатори или докази кои што директно ќе ви посведочат, туку имате зборот на жртвата со зборот на насилникот, јас ќе го наречам насилник, бидејќи тој врши одреден тип на насилство. Мобингот може да биде исто така вербално насилство. Жртвата на мобинг може да биде жртва на сексуално насилство, кое што исто така не може некогаш да се докаже, бидејќи често пати од стравот и срамот на жртвата не веднаш го пријавува, туку ако продолжи мобингот на работното место, тогаш таа се одважува и се охрабрува тоа да го пријави, но вие не можете тогаш да докажете дека, да речеме, сте биле сексуално злоставена. И можеби не секогаш сексуалниот чин да биде врвот на мобингот, но тие, да речем, сексуални закани, некогаш пресијата што се врши врз жртвата, исто така може да биде многу страшна. И често пати дури од оние кои што се насилници велат ја префрлаат вината врз жртвата. Незиниот начин на облекување, незиниот начин на комуникација била причина да таа го предизвика. Значи, видите какво перфорирање на вредностите. Имаме затоа какво... што товарот на докажување е секогаш на оној кој што го врши мобингот и заради тоа ја префрла одговорноста веројатно на вработените. Токму така, значи затоа велам, бидејќи ние немаме конкретно во рамките на други истражувања кога станува збор за насилство или да речеме кога станува збор за одредени предпријатија каде што зборуваме за социјалната клима или нешто слично, во дел од тие прашања се опфатени прашања за мобингот и од тука можеме да ги кажам искуствата, значи дел од искуства се страшни, во смисла дека жртва на мобинг, но не сме да го пријави никаде тоа, бидејќи станува збор за анонимен тест, како што велам последно кога меревме ние односот на менаџерот со вработените, социјалната клима, односот помеѓу самите вработени, задоволството од работата, меѓу другото имаше и блок на прашања за мобингот, но верувајте дека тоа истражување нас на површина не исплива токму проблемот со мобингот. И тука ние дојдовме до зачудувачки резултати во смисла позитивност од аспект на задоволство од работа, среќата како категорија, задоволство финансиски, но од друга страна добивате вие податоци кои што ви велат сето тоа го фрлаат во вода, го ставаат настрана и испливува на површина дека сепак и тоа што го работам колку да сум среќна, но сум жртва на во континуитет на мобинг од страна на менаџерот или на предпоставениот. Оно што е интересно е што дури јас велам како еден вид на мобинг може да се третира денес и оние договори кои што ги потпишуваат вработените, бидејќи поготово во приватните компании, се соочивме сега да не бидам погрешно сватена, меѓутоа бидејќи ние го правевме тоа и во државни институции, во приватни компании, резултатите ни ги покажаат токму дека во приватните компании дел од вработените се принудени да потпишат договори каде што се вели дека 5 години ти не смееш да останеш бремена или во
во однос на твојот брачен статус или во однос да се разболиш дека не ти следува слободен ден. И тоа е еден таков вид на мобинг, затоа што кога правевме квалитативна анализа во тие отворени прашања, токму вработените ни оговорат тоа, вели, јас сум под постојана пресија и сум под стрес да не се разболам. Вели, дури и сексуалното задоволство со мојот партнер не ми е такво затоа што сум под постојан стрес дека ако останам бремена, јас ќе останам без работа. И тоа ви исто така специфичен вид на мобинг кој што е се присутен. Од друга страна, оној кој што во континуитет се случува, исто така не треба да се занимари, бидејќи стравот од губењето прво на оние основни средства за екзистенција ви е присутен. Од друга страна, кај некои од жртвите беше тоа исто така споменато, вели, колку и да се добро ситуирана и мојот сопруг да заработува, сепак стравот и страмот од моите деца дека ќе разберат дека сум била жртва, на некој начин ме спречува да дадам отказ на работното место. А можете да замислите каков е стресот кај таа личност, која што треба секата дневно да живее со тоа. Сепак во сите облици на насилство се чини дека најсилно се чувствува општествениот притисок од средината. Апсолутно. Значи, тоа е тоа што е интересно за социолошки коментар. Значи, без оглед кој тип на насилство вие да го истражувате и кога ги добиете резултатите, интересно е што колку и ние да велиме дека живееме во совремие, дека современите вредности и стандарди ни спливуваат на површина, дека сме на некој начин во согласно со современиот стил на живење. Предрасудите ги потиснуваме. Надминување на стереотипи, надминување на предрасуди, верувајте и те како се длабоко вкоренети тие. Не само што не сме ги надминале, ние подсвесно живееме со тие предрасуди и стереотипи. И едни од вредностите кои што се длабоко вкоренети, кои што можна тешко се искоренуваат во однос на традиционалните вредности токму со улогата на жената во современото општество. Значи, таа еманципација, затоа велам, никогаш не е доволна. Поготово кога се уште вие чувствувате грижа на совест, да кажете дека сте жртва на мобинг или на сексуален притисок од страна на, да речеме, тој што ви е работодавач. Не само што чувствувате страф од него, да речеме да не изгубите вашата работа, оние средства за екзистенција, туку чувствувате и срам. Како да вие сте виновни што некој врз вас сака да се, да речем, ајде се да извучи премногу грубо, да се живува, меѓутоа на таквите, да речем, вулгарни понуди и катадневни кои што се случуваат врз жртвата. На самиот крај сме од нашиот денешен разговор во умствена гимнастика. Мислам дека отворивме теми со кои што ги оставивме нашите слушатели навистина да размислуваат, а можеби да ги охрабриме да го превземат првиот чекор доколку се во ситуација да чувствуваат било каков тип од овие насилства за кои што денеска зборувавме. Би сакала една порака за крај до нашите слушатели. Па така, и пораката за крај би била токму, затоа велами говориме отворено за овие теми, а пораката би била да не се страмат, да не се плашат, а дека сепак животот е нивни, животот е вреден и по никоја цена не треба да бидат трпеливи, толерантни кога станува збор за насилство кое што врз нив е практицирано. Значи, едно охрабрување до сите оние кои што досега на некој начин како што постоеле стеги во однос на пријавувањето или храброста јавно да се признае. Сепак, јас повторно ќе кажам, живејте го животот со полна плуќа и не дозволувајте никој, не само да го живее, никој не е вреден, повреден од вас самите. Затоа охрабрите се, доколку сте жртви на насилство, тоа пријавете го, затоа што не секогаш велиме дека ве води таа позитивна мисла дека убавината во животот ви биде пред се ваш, дел од вашето секојдневно битисување. Татјана, ви благодарам за денешното гостување во Радио Слободна Македонија. Ми беше чест и задоволство што бивте заедно со нас во денешното издание на Умствена гимнастика. Нашите слушатели ги поканувам да бидат на истата фреквенција наредниот петок во периодот од 13 до 14 часот. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Христина Рунчева-Тасев. Денешниот датум на емитување е 13 март 2015 година. До слушање. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.